Со постара опрема и ова лето македонските пожарникари ги гаснат шумските пожари кои беснат низ државата. Најстарото противпожарно возило во територијалната противпожарна бригада во Охрид од 1970 година, но и во вакви услови се трудат да се справат со огнената стихија. На ден понекогаш делуваат и по неколку пати. Имаме стварно ептем стари возила, имаме ФАП кој што е повеќе од 50 години стар. Имаме, сега добивме джипче, тоа е најново да речам, неколку години. Другите се во просек, да речам, 20 до 30 години старост. Што понови возила, помали проблеми, тоа е логично. Меѓутоа, ги одржаваме возилата колку што можеме повеќе. Се надеваат дека во 2025 ќе добијат ново возило, со што работите ќе им се олеснат. А состојбата во моментот е слична речиси на секаде, недостасуваат и луѓе, но и друга опрема. Во моментот во противпожарната единица во Охрид се вработени 39 пожарникари. Секако дека имаме потреба од нови вработувања. Исто така во подготовка е нов закон за пожарникарство, по кој што многу од колегите ќе бидат принудени да заминат и во пензија. Такви имаме едно 7-8 колеги. Топлото време и високите температури се главните ризик фактори за зголемениот број на пожари, добар дел од нив и шумски. Од Центарот за управување со кризи велат дека земјата ја очекува тешко и неизвестно лето поради ограничените ресурси со кои располага. Едноставно работиме со намалени ресурси, но настојуваме да помогнеме максимално. Сепак добар момент е повторното активирање на трите канадари, односно ер-трактори кои некое време беа надвор од функција. Во гаснење на пожарите учествуваат и трите хеликоптери на МВР и еден армиски хеликоптер. На помош пристигна и помош од Турција со 2 авиони и еден хеликоптер. Очекуваме помош и поддршка од и тоа само во воздухоплови. Друг тип на помош и поддршка во овој момент не е потребна, бидејќи станува збор за непристапни региони. Очекуваме иста таква од Србија, од Црна Гора, од Словенија, да бидат спокојни граѓаните. Ја контролираме целосно од вчера ситуацијата. Но недостасуваат ресурсите на национални шуми. Со оглед на нивниот буџет и немање средства, оперативните планови им се ставени вон функција за справување со пожари. Не можат да интервенираат заради тоа што немаат пари за гориво, второ не им се одржувани возилата теренски, трето немаат секако осигурување кое што е многу значајно во вакви услови. Предпоставките се дека најголем дел од пожарите се намерно подметнати. Од СУК ја повикуваат полицијата да ги пронеде сторителите и најстрого да ги казни. Би морал законот да биде променет во однос на она што претежно земјоделците и граѓаните го прават. Еден дел од граѓаните од многу аспекти се однесуваат несовесно и пожарите се предизвикани од нивно невнимание. Се работи за палење на станишта, се работи за палење на чистење на плевел од нивите, се работи и бегање. Од почетокот на годината до месец јули се случи 1568 пожари, од кои 179 се шумски, а останатите се пожари на друг отворен простор. Владата веќе донесе одлука за прогласување кризна состојба поради ситуацијата со пожарите во рок од 30 дена, а почнува да важи и целосната забрана за движење по шуми и шумско земјиште. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.